Ми представува задоволство денеска да учествувам на оваа конференција, која што ПВ се одржува втора година и мислам дека станува се подобра платформа за дискусија во енергетскиот сектор во нашата држава, но и во регионот. Ги поздравувам и гостите од регионот. Отворивте многу прашања, практично широки дилеми отвара прашањето, практично ги тангира сите сегменти во енергетското живење. Мислам дека е добро сега, за разлика од минатата година, кај што можевме да кажеме што планираме, оваа година треба да кажеме што веќе реализираме, бидејќи плановите више завршија, сега треба да реализираме и тоа ги отвори портите за таа реализација, носењето на законот за енергетика во мај 2018 година, значи отприлика исто време и кога се одржуваше оваа конференција, и се направија сите подготовки за да може да се влезе во реализација. Добро е што насловот на оваа годишна конференција е енергетска транзиција. Тоа е практично новиот термин кој што се користи во светот, ја за него зборував и минатата година на отварањето, кој што сака да каже практично како енергија да се произведува од досега загадувачките технологии кон технологии кои што не предизвикуваат толку големо загадување и практично тоа би била најпростата дефиниција на зборот енергетска транзиција. Како да се транзитира, значи, од еден тип на производство на енергија, пред се мисли на електрична енергија, према друг тип на производство кој што е, да речеме, попријателски према животната средина. Се разбира, светот оди многу напред. Нормално развиените земји се лидери во оваа област и тие имаат зададено за себе пред се високи таргети, а преку тоа и за целиот свет, и тие таргети треба и ние да ги прифатиме. Се разбира, кога зборуваме, значи, за енергетска транзиција и прашањата кои што вие ги отворивте, се пред се како ќе произведуваме енергија во иднина. Сите ние ја знаеме состојбата во Република Северна Македонија, дека во моментот 70% од енергијата се произведува од јаглен, и тоа исклучиво во еден капацитет рек Битола. Еден добар процент у последно време, тоа е добро, се произведува се повеќе преку когенеративната постројка на газ во Скопје. Тоа се двата главни производители, покрај хидроелектраните кои што се секако во состав на ЕЛЕМ, и се останато е, значи, мало производство кое што треба да го зголемиме. Ние како држава немаме природни ресурси на јаглен неограничени, тие се ограничени во нашата држава и не можеме иднината да ја темелиме на сопствен јаглен. Исто така немаме сопствен газ, сопствена нафта, што значи дека она што го имаме како потенцијал во државата е изворот на обновливите извори на електрична енергија, што комплетно се совпаѓа со енергетската транзиција за која што тука зборуваме. Премиерот во своето излагање кажа дека сме фокусирани на тоа да стигнеме до 200 мегавати инсталирана снага во фотоволтаици. Првиот чекор го правиме веќе овој месец, кога ќе пуштиме тендерска постапка за 62 мегавата, и тоа 35 на државно земјиште и 27 на приватно земјиште. Тоа ќе биде првиот проект, меѓутоа сакаме во 3 циклуса да стигнеме до тие посакувани 200 мегавата, и тоа во рамките на една година. Нормално, секогаш кога зборувате за обновливи извори на енергија, секогаш таа тема ја прати цената на таа енергија, бидејќи убаво е да имате извор на електрична енергија од обновливи извори, меѓутоа тие секогаш или многу често се поскапи од конвенционалните извори на енергија и секогаш е крајно прашањето кој тоа ќе го плати, бидејќи на крај производот кој што ќе се произведе треба некој да го плати, така да најголема филозофија во развојот на обновливите извори на електрична енергија или во така наречената енергетска транзиција е како да се направи модел кој што од една страна ќе задоволи потребата за раст на овие извори, инсталираната снага во овие извори, со самото тоа и производството од овие извори, а при тоа да не влие значително врз цената на крајните потрошувачи. И тоа е дилемата во цел свет. И разни земји направиле разни механизми, ние направивме анализа од се тоа што е досега правено во светот и мислам дека изнајдовме еден одличен или соодветен модел кој што во нашата држава ќе направи, значи, сериозен раст во инсталираната снага на обновливите извори на електрична енергија, а при тоа да незначително влие на цената на крајните потрошувачи. И тоа е тој механизам на премиуми, каде што се разбира
ја искористам оваа прилика да уште еднаш сите енергетски компании тука присутни и сите тие кои што имаат намера да инвестираат во оваа област да ги поканам да партиципираат во оваа тендерска постапка, а постапката ќе биде на државното земјиште. Направивме се како држава да ја олесниме инвестицијата за идните инвеститори, бидејќи тие најмногу време и енергија трошат на административните постапки. Денеска не е филозофија вие да купите опрема за фотоволтаици, таа ја има, се продава широко распространета, добро позната, значи и што е за среќа во последно време и се поевтина. Меѓутоа, она што беше пречка кај инвеститорите, тоа беше да тие направат, значи да добијат градежна дозвола, бидејќи процесот почиња со урбанизација на земјиштето, обезбедување на тоа земјиште, трансформација на земјиштето од било какво, да речеме земјоделско пасиште, ливада во градежно земјиште, конекцијата кон мрежата, значи тоа требаше секој инвеститор посебно да го решава. Ние сите тие работи практично се обидовме и успеавме како држава да ги решиме. Што значи државата ќе понуди земјиште бесплатно за одреден временски период, значи ќе понуди веќе урбанизирано земјиште, значи сите постапки за урбанизација ќе ги заврши, трансформацијата ќе ја заврши, чак што више направивме договор и со Евана, кој што е оператор на дистрибутивната мрежа, да приклучокот унапред се знае колку ќе кошта. Што постигнавме со тоа? Вчера го имавме завршниот состанок со Евана, каде што мислам дека апсолутно најдовме заеднички јазик и јас за тоа нив им благодарам за нивната кооперативност. Значи, во таа смисла, сакам да кажам дека на секој инвеститор му обезбедивме сигурност. Бидејќи на инвеститорот мора да му обезбедите сигурност. Му обезбедивме сигурност и унапред ги знае сега сите трошоци за неговата инвестиција. Се разбира, со самото тоа направивме бенефити на државата. Зошто? Заради тоа што сега тој, знаејќи ги сите ризици и висината на својата инвестиција, ќе биде похрабар да ја направи инвестицијата со помал премиум. Бидејќи во тендерската постапка која што ќе се одвива, единствен критериум ќе биде кој ќе бара помал премиум. Премиумот е тоа што над цената на електричната енергија што ќе ја продаде на слободниот пазар, ќе ја добие од државата. Па така, намалувајќи ја висината на премиумот, бидејќи го намаливме капексот на инвеститорите и нормално тие ќе бидат задоволни, ќе видиме тендерската постапка ќе покаже колкави ќе бидат висините на премиумите, но факт е дека со намалувањето на капексот и тоа очекуваме да се намали, а со самото тоа импликациите врз буџетот. И еве една, да речеме, хипотетична симулација, доколку зборуваме со песимистички бројки од аспект на импакт врз буџетот, да се инсталираат 200 мегавати инсталирана снага во фотоволтаици, да нека работат фотоволтаиците 2000 часа во текот на годината, што е многу, повторно од аспект на буџет песимистички, од аспект на производство оптимистички се разбира, и нека просечната цена на премиумот достигне и 10 евра, тоа ќе биде не поголем импакт од 4 милиона евра врз буџетот на државата годишно, визави сегашните импакти кои што се, да речеме, за инсталирана снага од прилика околу 100 мегавати по фидинг тарифи во сите обновливи извори, каде што импактот е од прилика 19 милиона евра. Значи, зборуваме за дупло поголема инсталирана снага со 4 милиона, наместо дупло помала инсталирана снага со 19 милиона евра. Се надеваме дека го најдовме правиот механизам, правиот аршин. Првата тендерска постапка ќе ни покаже дали е тоа така. Јас очекувам голем интерес од тоа што ја гледам заинтересираноста на компаниите, колку се тие бројни кои што доаѓаат и кои што се интересираат за ова, и тоа нас ќе не охрабри да продолжиме во истиот правец до тие 200 мегавати. Секако не сакам да ги заборавам тука и малите хидроелектрани, значи тие кога викаме мали во светот на економијата се рачунаат до 10 мегавати инсталирана снага и нормално согласно меѓународните стандарди. Тука е добра отприлика ситуацијата. Ние имаме изградено во моментов околу 75 мали хидроелектрани во функција, 30 се градат и на последната владина седница се донесоа уште 18 одлуки за доделување, имајќи во предвид и сугестиите на Бенската конференција, значи од аспект на екологија, каде што оние кои што беа во национални паркови апсолутно ги исклучивме, значи, пошто мораме да направиме некој баланс, од една страна да градиме, ама од друга страна да се грижиме и за заштитата на животната средина, посебно во заштитените подрачја. Тука се и ветерните електрани, знаете дека засега у моментов имаме само еден ветерен парк, тој е на Елем, и
тој ќе се прошири уште 15 на мегавата, се надеваме наскоро, но има, да речеме, проекти in pipeline кои што треба да се реализираат, таму ќе се оди до 150, може и до 200 мегавата. Студијата која што има за стабилност на системот ЕЛЕМ тоа го овозможува, во МЕПСО го овозможува. И нормално сакам уште еднаш да повторам дека биогасот е исто така, бидејќи нашата држава е во еден дел или во голем дел земјоделска држава, каде што има доста земјоделски производи и отпадоци од земјоделски производи, тоа дава една добра база да се направи, значи добра база за инсталирање на електрани во биогаз. Сега во моментот тие се 7 мегавати, отвараме нови 14 мегавати, така да дојдеме до некои 21 мегават. Ако се тоа се реализира, ние зборуваме за инсталирање од некои 350 мегавати обновливи извори во наредните 2 до 3 години. И пазете, ако збориме дека до сега во Македонија, во сега Северна Македонија, значи се инсталирани само 17 мегавати фотоволтаици сите години уназад, а сега зборуваме за 350 мегавати инсталирана снага во обновливи извори, тоа е, значи, еден сериозен импрувмент, еден сериозен напредок кој што мислам дека не го гледа само тој што не сака да го види. Значи, во таа смисла, вие отворивте уште едно прашање, а тоа е прашањето околу социјалниот аспект на енергијата. Морам да кажам дека во Законот за енергетика се мислеше и на тоа, тоа е, значи, да на некој начин се мисли за енергетската сиромаштија, таму е предвидено да се одредат одредени средства, бидејќи нормално не можеме ние да останеме инертни на она што се случува на светските берзи на цената на енергенсите, генерално нафта, електрична енергија, газ и така натаму, и не можеме да бидеме надвор од тој свет, но секако, значи, како влада ќе водиме грижа да најранливите категории не бидат оштетени или не ги осетат ценовните шокови. Видовте сега и деновиве, значи, во делот на нафтените деривати, во една одлична соработка со нафтените компании, со регулаторната комисија, мислам дека ситуацијата остана многу стабилна, иако, да речеме, во моментот е либерализиран пазарот скроз, ние како држава се повеќе и повеќе ќе ги олабавуваме механизмите на заштита, све повеќе ќе оставаме на слободен пазар, онака како што светот бара, единствено ќе се грижиме да нема шокови, бидејќи енергијата, било кој тип на енергија, дали електрична енергија, нафта, го допира секој граѓанин во нашата држава, но не е тоа само социјална компонента и не е тоа само секој граѓанин, ја допира и економијата, и индустријата, и транспортот, и сите, значи, сегменти на живеењето. Мислам дека Законот за енергетика е едно исклучително комплексно четиво, кое што мислам дека многу брзо, многу инклузивно, со широка дебата го донесовме, и тоа е, мислам, нешто на што оваа влада треба да биде горда, и ја користам уште еднаш приликата да се заблагодарам на енергетската заедница и лично на господинот Копач, кој што многу ни помогнаа на тој пат. И имаме една исклучително добра соработка, и на крај само уште ќе завршам со тоа, стабилноста на системот. Таа точка ја отворивте во вашето прашање. За стабилноста, секоја држава не недоволна сама за себе да гарантира стабилност. Енергетиката нема физички граници како што ги познаваме како границите на земјата. Таа практично се одвива по природните закони. Ако зборуваме за електричната енергија, по Омовите и Кирховите закони, и тука нема физичка граница. Во таа смисла, стабилноста, бидејќи произлегува од тие природни закони, секогаш ние мораме да имаме регионален пристап кон енергетиката. Ако немаме регионален пристап кон енергетиката, ни една држава и многу поголемите држави не можат да живеат како изолирани острови, а камоли една мала држава како што е нашата Северна Македонија. Ние секако мораме инклузивно да учествуваме у регионалните процеси. Јас тука на долг рок гледам, значи, апсолутно регионален пристап, регионална берза на електрична енергија, регионална куќа за алокација на кросбордер капацитети, регионален пристап во снабдувањето со газ, и тоа е иднината. Нормално темата е широка, јас би можел уште долго да зборувам, но мислам дека од прилика ги допревме сите точки кои што вие ги отворивте во вашето прашање. Ви благодарам.